Локација на цементарница Усија. Даниел Василев известува во живо од таму. Даниел, има ли одзив од граѓаните? Цеци, ова е сликата зад мене. Морам да ја покажам сега, затоа што се јавуваме буквално на крајот на протестот. 7 активисти говореа од тука на некои си 100-150 метри од главниот влез на цементарница Усија на раскрсницата помеѓу булеварите Борис Трајковски и булевар Србија. Нивните тие ги искажаа своите барања, тоа е дислокација на цементарница Усија, потоа да почне конечно да биде интегрирана она мерна станица која што ја постави општина Кисела вода во кругот на цементарницата со апликациите кои што во реално време покажуваат колкава е загаденоста на воздухот во Скопје, како што е Еркер, потоа да продолжи, односно да запре работата на ридовите кои што се наоѓаат на падините на планината Водно, кои што според активистите ги работи, односно ги копа компанијата цементарница Усија. Морам да кажам дека добија поддршка и од екоактивисти ширум државата. Меѓу нив имаше и еден активист од Прилеп кој што дојде тука да сподели нивната битка која што ја имале во текот на 2014 година за патот кој што го прави Бехтел и Јенка. Нивните пораки се јасни. Предлагам во продолжение да слушнеме дел од обраќањата кои што екоактивистите ги има пред цементарница Усија. Значи, за разлика што е странска компанија, странски борд на директори, што евентуално ќе си одат и ќе ни остават трак, сепак има луѓе тука што тоа го одобруваат, што Усија дали преку легални начини, преку подкупување или преку одредени кампањи, сепак се представува дека е сосема окей организација. Но она што е битно дека тие што тука го одобруваат имаат име и презиме. Значи не се работи за една или за друга партија, не се работи за едно или за друго министерство, туку се работи за личности и тие личности имаат име. Нема да ги набројувам сега, но време е одговорноста да си ја земат во своји раци. Значи да не ја предаваме на некои генерални термини, туку конкретни луѓе што тоа го одобруваат. Саци, додека, односно овој протест кој вечерва се организира, беше причина да се стави пауза на седницата на Советот на град Скопје, по барање на советниците. Свој излагање имаше и градоначалникот на град Скопје, кој што кажа дека го поддржува овој протест, но не може да присуствува на него. Рече дека тука се сепак неговата сопруга и неговото дете. Имаме дел од неговиот говор во Советот на град Скопје, да го погледнеме. За протестот сакам да кажам пред цементарница Усија дека го поддржувам, дека јас ќе останам овде заедно со тимот и службите доека вие се вратите, но на протестот ќе бидат мојата сопруга и детето, така што апсолутно го поддржувам. Председателе, ако можете, јас сум таму. Поседете го протестот и сите советници. Благодарам. Пријатно. Така, некаде при крај на протестот, само да кажам дека голем дел од овие екоактивисти кои што се дел од оваа граѓанска иницијатива Стоп за Усија беа дел од иницијативата Стоп за Вардариште. Практично од летоска наваму имаме еден изблик на револт кон сите оние индустрии, депонии за кои што постои сомнеш дека го загадуваат амбиенталниот воздух во главниот град. Даниел, ти благодарам за овие информации од протестот со барање за дислокација на компанијата Усија.